Klimata ginamali i pčelite i medotvo makedonska kamenica. За само неколку години приносите на мед се намалени за повеќе од тројно. Климатските промени не ја изоставуваат и ова подрачје, значи тие си го земаат својот дел. Во последните неколку години приносите се намалуваат, пчелните семејства имаат проблеми со климатските промени. Па сега ние помладите само слушаме дека во минатото имало големи приноси и по 100 кила и по 60 килограми мед од едно пчелно семејство. Сега тоа веќе е недостижно, сме задоволни со 20 и со 30 килограми по пчелно семејство. Покрај ова се поголем е бројот на млади каменичани кои се занимаваат со пчеларство. Ова е гранка која нуди многу можности, а кој колку ќе добие зависи од многу фактори. Клучни се знаењето и кондицијата на пчелното семејство. Све зависи од јачината на пчелата, укоста на пчеларот. Пчелата има многу непријатели, меѓу кои човекот е неукиот пчелар. Така да релативно е тоа прашање колку може да се заработи, али во секој случај трудот се исплати. Предноста на каменичкиот мед пред останатите во регионот е квалитетот на пашата, зашто овој дел е прогласен за еколошка зона. И се работи за една еколошка недопрена природа, каде што пчелите го собираат најквалитетниот мед во регионот. Значи нашиот мед има примеси од многобројни илјадници лековити билки. Значи се работи за тиха паша, но многу квалитетен и убав мед. Во моментов во македонска каменица има околу 100 регистрирани пчелари. Сите заедно поседуваат околу 3 до 4 илјади пчелни семејства, од кои во просек добиваат по 85 до 90 тони мед. Нивна главна заложба е медот да го пласираат како автохтон и краен единечен производ, а не на големо, зашто така губат и на имидж и на цена.